што се може да прочита една капка крв? Па вообичаено, како што можевме и да видиме од она што го правевме на лице место во пракса, всушност крвта како, ајде да кажеме, многу важен системски дел од нашиот организам е како вселена во мало, што значи дека ако земеме во предвид дека крвта е транспортер на се што е од витално значење за нашето здравје, тука е кислород, тука е јаглероден диоксид, тука се други размена на гасови, потоа сите нутриенти одат таму каде што треба со помош на неа, потоа исто така и она што треба, нели, да оди надвор, исто така, значи многу е важно и многу треба да знаеме, впрочем и за било што, нели, кога треба да го провериме нашето здравје, правиме крвна слика. За мене како нутриционист е најважниот дел од работата е одредувањето на нутритивниот статус. Пред започнување, значи на диетотерапија или општи препораки за исхрана, што значи дека анамнезата е многу важен дел. Ваквиот тип на метода всушност и не е воопшто нов. Тоа е повеќе методата е испитување на жива капка крв на темно поле, бидејќи се работи со специфичен микроскоп кој што има сосема друг начин на гледање, ги гледа елементите крвни на принципот како што ние звездите се на небото и во текот на денот, но само ноќе ние можеме да ги приметиме. Наедноставно објаснето, така се гледаат крвните елементи со помош на овој примерок. Важното е што крвта во ова испитување не е фиксирана, не е обоена, туку ја одржуваме жива со заштитување за да не се исуши и имаме можност да ги посматраме во живо, односно онака како што функционираат крвните елементи и плазмата во нашиот организам, така и надвор од неа, одреден краток временски период од 20 на минути, значи после од кога ќе се земе препаратот, се работи за една неинвазивна метода, се работи исто како за мерење на шеќер, кое што нели секој, меѓутоа она кое што може да се дознае, од ова е многу важно. Постојат повеќе начини, меѓутоа мене ми користи, значи не за диагностика, туку за одредување на нутритивниот статус, бидејќи ја гледам целата слика на организмот во дадениот момент кога ја разговарам и кога ја земам анамнезата. Што ми е многу важно? Важно ми е да ја видам функцијата на крвните елементи, затоа што во биохемиските лаборатории кога ги гледам и земам анамнеза, јас нумеролошки, значи квантитативно ја посматрам крвната слика. Меѓутоа квалитативно, функционално јас не можам да одредам во моментот што се случува во организмот. Добро, кои параметри се најзначајни? Сите параметри што може да се видат со оваа метода се многу значајни и треба да поврзаноста. Секогаш има поврзаност, затоа што ништо не е само за себе во нашиот организам. Всушност и со оваа метода обично на клиентите се обидувам да им објаснам дека се има свое зошто и дека се зависи едно од друго. Можеме да го видиме формата и обликот на црвените крвни зрнца, дали тие комуницираат меѓу себе, односно дали има размена на гасови, дали се способни да го носат хемоглобинот во себе, дали се подложни на стрес, дали се доволно распоредени на едно видно поле или пак се штуткани во вид на агрегација, во вид на разни форми, што исто има свое значење. Потоа, белите крвни зрнца, многу јасна дистинкција се прави на тоа дека ние имаме повеќе видови на бели крвни зрнца и секои имаат свое значење. Значи, некои реагираат од кога е веќе настаната инфекцијата, некои се активираат за време на алергии, некои постојано ги имаме и треба да ги имаме и треба да пратиме дали тие се активни, дали фагоцитираат, значи дали си ја вршат работата, дали чиста тоа што не треба, а што се наоѓа во плазмата. Исто така, плазмата е најдобар показател на недостатоците
во нашата исхрана и во нашиот дигестивен тракт, што од моја гледна точка е многу важно, бидејќи мене ми е многу важно да тоа што се конзумира како храна, како и ќе се искористи. Секој индивидуално има личен капацитет да искористи нешто од она што вкупно го јаде, и тука можеби се оние финеси каде што после тоа многу се од помош за правење на препораки во исхраната. Во плазмата можеме да наидеме на недоволно дигестирани масти и протеини. Во вид на масни капки, во вид на холестеролски кристали, во вид на уратни кристали кои што може да ни кажат дека всушност има ексцесивен внес на млечни производи. Потоа можеме да видиме разни микроорганизми, фунги и колоиди кои што не треба да ги гледаме во крвта, што може да укажува на еден вид на закиселеност, односно дека на нашата крв е премногу да се справи со своите пуферски системи, односно да не алкализира, и дека треба да имаме помош. И она што е најважно, всушност е дали и како се случувала дигестијата и апсорбцијата во цревата. Значи, ние не треба да гледаме остатоци од недигестирана храна во крвотокот, тогаш значи дека ѕидовите на цревата не ни се во ред и дека треба да работиме на менување на состојбата, односно на микробиомот, на цревната флора, на биозата, на цел тој свет внатрешен кој што го имаме, за да можеме да овозможиме на крвта многу полесно, подобро и поквалитетно да го пренесе до сите органски системи тоа што треба да го пренесе, а што ние го добиваме исклучиво од храната и не можеме сами да го створиме. Она што е многу интересно е дека е една од најбрзите и најбезболните методи да се утврди состојба на стрес. И многу често ја користам дека и клиентите докажам дека стресот не е само психичка состојба, дека многу бргу и многу лесно се спушта на клеточно ниво, односно се докажува психосоматската врска на одредени нарушувања кои што понатаму се случуваат. И влијае на организмот. Битно е дека за секој изместување на параметар има причинител и може лесно да се лоцира тој причинител. Оно што мене за целиот овој метод ми интересира е тоа дека обично сме научени да ја правиме онаа класична крвна слика, но друго е кога ќе го видиме визуелно тој приказ. Дали многу полесно оние кои што ќе го видат визуелно приказот се решаваат дека треба да направат промени во начинот на живот, начинот на исхрана, од кога ќе видат како тоа изгледа. Многу е интересно кога ние всушност имаме здрави параметри, меѓутоа имаме некои мали дисбаланси во функцијата на метаболизмот, кои што можеби не ги чувствуваме или ги чувствуваме, но не им даваме големо значење, меѓутоа како аутпут даваат подуеност во стомакот, чести главоболки, замор, неподнесување на одреден вид на храна. И сето тоа не можеме да го видиме од класичната биохемиска слика. Меѓутоа, учеството во гледањето и во коментирањето и прашањата кои што се поставуваат кога ќе ги видам јас одредени параметри, тогаш како на еден начин да се буди свесноста да навистина е така, да мислам дека секојдневно користам многу млечни производи или всушност не јадам многу риба, само еднаш до 2 пати во месецот, и тогаш е многу полесно да се направат промените, бидејќи тука на лице место, значи во текот на разговорот може да се земат многу повеќе сознанија за тоа што треба да се менува понатаму. Мене ми се случува често пати од некои клиенти да кажат додека не добијам после контролата добра слика, јас ова ќе го ставам на мојот екран на компјутерот да се подсетувам кои промени треба да ги направам. И тоа е добро.
Тоа е добро, да, тоа е добро и посебно сум благодарна за оваа метода во врска со децата, бидејќи е неинвазивна и бидејќи кај децата тие промени многу тешко се ајде да кажам, се гледаат на други аналитички методи и многу полесно можеме да ги советуваме родителите на што треба да обратат внимание во исхраната на децата во однос на раст, развој и така натаму. Посебно методата е добра за видлива на анемии кои се тука некаде измеѓу, така да навистина една метода која што многу ми е жал што во Македонија не се користи толку многу, меѓутоа во странство се повеќе и повеќе станува алатка во одредување на нутритивниот статус. Благодарам. Ми беше задоволство.